Центарот за култура Антон Панов или во времето на основање Дом на култура Благо Јанков Мучето, годинава одбележува јубилеј, 35 години од основањето. Господине Кире Козаров, вие бевте прв директор на оваа институција, па токму затоа и разговараме со вас, за да се присетиме на почетоците кои што го одбележаа работењето на институцијата Благој Јанков Мучето. Да, Струмица долги години имаше потреба и имала потреба од еден ваков импозантен објект, како резултат или благодарение на својата вековна традиција во културата и широката мрежа, културна мрежа, така да граѓаните на Струмица формираат еден иницијативен одбор и со самопридонес на секој вработен во Струмица со 0,1% решиле и за 10 години собрале пари, се не собрале пари да се изгради овој импозантен објект, кој го раководеше еден посебен иницијативен одбор за градба, начело со Алекса Палазов. Нека другите не ми замерат, меѓутоа еве денеска само него ќе го спомнам, во друга прилика малку повеќе би елаборирале. И на 1. мај 86 година домот се пушти во употреба и се створија услови да граѓаните и младите и сите оние кои имат било каква потреба од просторни услови или било какви други услови за работа и за творење да можат овде да најдат своје катче. Со каква програма стартуваше тогашниот Дом на култура? Предпоставувам дека сите бевте млади и почетници во областа на културата, па може ли да се присетите што имаше на репертоарот? Па тоа беа други времиња. Живеевме во еден друг општествено-политички систем, една фантастична организација, планирање, правење на проценки што на овој град, нова заедница и треба, така да луѓето кои учествуваа во креирањето на оваа идеја, на оваа иницијатива, имаа однапред планови и познати нешта кон што стремат, односно дека треба да се направи еден таков објект кој ќе може да на едно место да ги собира сите иницијативи културни и да ги презентира во светот, а во исто време да не ги носи светските културни достигања и да ги представува пред Струмица. Со што почнавме? Почнавме со една наша програма која ја направија творците од Струмица, меѓутоа неколку дена покасно имавме гости од Кина и тоа беше една прекрасна програма, една прекрасна можност струмичани во еден момент да бидат во еден велелепен објект, да се чувствуваат убаво и да ги гледаат културните традиции на Кина. И беше прекрасно. Така да со тек на години ние почнавме да работиме на нешто што е најважно, а тоа е да креираме наши програми. Тука беше Културно-уметничкото друштво Боро Џони, тука беше Староградскиот ансамбл, тука беше хорот Деница и Коста Тимов кои ги освоија сите награди, тука беше школата за кавал, тука беа редица други програми од кои изникна квалитет, тука беа во тој период во Домот на културата работеа и литературните секции, односно како се викаше тогашното здружение на литературни творци, почнавме да правиме промоции. Не остана ни еден македонски поет, писател, прозаист кој не е представен во Домот на културата, така да тоа беше едно време кога се боревме за што повеќе работа, се боревме за што повеќе програма и повеќе публика. Беше прекрасно во тој момент. Да, ги спомнавме настаните кои што ја одбележаа 3,5 децениската работа на Антон Панов. Кои се вашите согледувања за патот што треба да го следи оваа установа? Се сменија многу работи во општествената клима. Системот се смени идеолошки. Така да сега е многу тешко да се прави споредба со тој временски период, колку што е исто така тешко да се најдат вистинските патишта или вистинската матрица по која луѓето би се привлекувале во Центарот за култура. Не дека ова не е добро време,
кризните времења, напротив, се многу добри за креирање, меѓутоа, мислам дека ние се уште се наоѓаме во некој период кој нам не ни дава се уште за право да кажеме дека го најдовме вистинскиот момент. Премногу информации, премногу настани, премногу неселекција и мислам дека тоа прави неуслуга на вистинските културни вредности. Но ќе се бориме и се надевам дека ќе го најдеме вистинскиот пат. Со оглед дека се наоѓаме среде пандемија со COVID-19, дали имате некакви планови за одбележување на овој јубилеј? Да, ние нема да правиме програми, само ќе го одбележиме преку медиумите и преку социјалните мрежи. Порано правевме, например, за 10 години ни беше Македонската филхармонија и еден значаен творец од Украина, Вадим Бродски, на виолина и редица други програми. Ова година ќе одиме само на тој начин, меѓутоа почнува да се пишува монографија и мислам дека таа ќе биде интересна за струмичани. Кој ќе создава монографијата? Неколку луѓе од вработените и надворешни соработници, затоа што ние во тој период кога Домот на културата Благо Јанков Мучето беше само една институција, работевме на принцип на надворешни соработници, која се покажа многу добро. Значи, многу добро е да се земат стручњаци кои ќе дојдат, ќе ја завршат својата работа, ќе искреираат програма и тоа изгледа многу добро, е поевтино. Ви благодарам за разговорот.